Ситуацијата е лоша, ќе има последици за сите. Очекуваме голема економска криза. Сите сме загрижени. Ова се зборовите на тетовци во однос на воените действија во Украина, кои се одвиваат деновиве. Загриженоста и стравот се присутни во голема мера, а тетовци сметаат дека лошата ситуација најмногу ќе се одрази на економски план. Некои се надеваат и сметаат дека состојбата нема да ескалира и ќе биде ставена под контрола. Нормално дека сме загрижени. И дај Боже да се смират, да најдат заедничко решение, па тие ако патаме и ние заедно, сите заедно. Какви последици мислите дека ќе има ова за светот? Па верувам дека ќе се најдат сили да ги смират. Верувам. Оти никој од тоа не добива. Во 21 век насилство не се прифаќа. Не знам, дејче тешка работа. Тешка работа, ама Мислите ќе има економска криза? ќе има. Економска криза ќе има, а тоа очекамо ка ништо. Тоа е своје браченци тие, исто сви се руси тие. Ситуација не е добра за ние и за нас ние. Во која смисла? Економски мислите дека? Економски, финансиски, како сакате. Тоа е тоа. Сите се загрижени за оваа работа. Не само ние, високите. Тие ги одредуваат оваа работа. Тие ќе го стабилизираат. Рад не е убаво. За секој не е убаво. Сака да се живи народот, не е вака да се уништуваат со такви бомби. Се со стрес народот живи. Како ќе биде утре, како ќе биде сутра или не е убава работа. Рад никој не ги пожелува. Ќе се смират тие, ќе најдат решение. Само ние ќе трпиме мало. Овде ќе биде хаос. Која смисла? Лебо ќе се покачи, струјата ќе се покачи, криза ќе биде на све страни. Не само Русија, Украина, па ќе биде и овде кај нас бетер. Инаку денес започнаа преговорите помеѓу Русија и Украина на тлото на Белорусија со цел изнаоѓање решение за ситуацијата и прекин на воените действија. Најнови информации во однос на санкциите за Русија се дека националната валута рублја е на историски најниско ниво досега, а московската берза денес остана затворена.